Како изненадување одекна победата на Младост и Нина С против Тиверија во Струмица со убедливи 4:2. Да подсетиме дека Тиверија и го нанесе првиот пораз на оризарки на теренот покрај Масалница со 4:3, со што ја направи борбата за шампионската титула максимално неизвестна. Со победата во Струмица, Младост и Нина С потврди дека не се откажува од борбата за првото место, бидејќи и понатаму заостанува само 3 бода пред ЖФК Кочани и со евентуален кикс на кочанчанке во последните 2 кола се е можно. Иако во чудо никој не верува, сепак останува шансата која првенството го прави до крај неизвестно и интересно. Од друга страна, мощно значајно е што првите 2 позиции во овогодишното првенство во првата фудбалска лига за жени ги држат 2 екипи од општина Кочани, што е успех кој веројатно тешко некој ќе го повтори. Покрај тоа, вистинска штета е што Младост и Нина С и Кочани за Купот на Македонија се сретнаа уште во четвртфиналето, бидејќи можеше да се претпостави какво финале би одиграле овие 2 екипи и во каква фудбалска атмосфера. Затоа можеби како шлак на торта ќе дојде уште еден пријателски натпревар помеѓу овие 2 екипи, кој може да послужи и како промоција на шампионската титула на кочанчанки.